Северна Македонија забележа пад на листата на индексот за перцепција на корупција за минатата 2024 година. Земјата, според ова истражување на Transparency International, сега се наоѓа на 88-то место, што представува назадување за 12 позиции во однос на 2023-та, што се должи на загубата на 2 поена. Северна Македонија сега има 40 бодови на скалата на која 100 е најмалку, а 0 е најмногу корумпирана држава. И оваа година индексот на перцепција на корупција, кој го објавува Transparency International, покажува дека Македонија е далеку под минимумот од 50 поени, кои се долната граница под која не може да се каже дека една земја има задоволителни активности насочени кон сузбивање на корупцијата. Овие негативни резултати се последица на големиот број на скандали кои се случија минатата година, а особено во областа на судството, Судскиот совет и Академијата за суди и јавни обвинители. Неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции, индициите за политичко влијание на судството, лошата контрола на Судскиот совет, која ја врши врз судиите и 40 препораки на оценската мисија на Европската унија, кршењето на законот со изборот на кандидати за Академијата за суди и јавни обвинители за време на избори. Тоа се само дел од скандалите кои што го тресеа судството. На глобалната листа на индексот најмалку корумпирани се Данска, Финска, Сингапур, Нов Зеланд, Луксембург. Перцепцијата за најкорумпирани се Сомалија и Јужен Судан. Северна Македонија во друштво со Виетнам, Суринам, Казахстан. Како направиме проценка на нивото на корупција во регионот, односно ги споредиме државите, ќе видиме дека всушност само 3 држави имаат скок, односно пораст, тоа се Словенија, Косово и Албанија, додека Македонија заедно со сите други држави кои што тука се наведуваат, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, имаат пад во нивните поени и во рангирањето за разлика од 2023 година. Конкретно гледаме тука ако направиме некоја анализа дека ние сме на долниот дел од, ќе излеземе дека сме на долниот дел од табелата. Од сите години, колку што може видиме тука некаде 8 за кои што се врши ова анализа споредбена, во 2023 година сме имале најголем број на поени, односно па и најдобро сме биле рангирани. Премиерот Мицкоски, чија влада стапи на должност на средината на 2024, вели дека не е изненаден од резултатот на индексот за перцепција за корупција, кој за земјава се базирал на 7 извори и вината тој ја префрли на неговите претходници. Па логичен е тој извештај и добре што е само 2, мислев дека е повеќе после сите оние злоупотреби на европско знаме, коруптивни скандали кои што беа во периодот на минатата влада. Ке ги заложам и денеска на владината седница соодветниот министер да јасно ги детектира слабостите кои што таму прилично јасно се детектирани и тие работи да не ни се повторат. Опозицијата пак смета дека резултатите се само доказ за неспособноста на оваа влада предводена од ВМРО-ДПМН. Оваа влада ветуваше безпоштедна борба против корупцијата, но за само 8 месеци успеа да ја доведе Македонија до најслабата позиција на скалата во последните 5 години. Со падот за 2 поени и рангирањето на 88-то место, граѓаните јасно покажуваат дека немаат доверба во нивните политики и дека корупцијата е полоша од било кога, велат социјалдемократите. Како да се подобри ситуацијата во делот на корупцијата? На ова прашање одговорот од Транспарентност е да има казнивост во општеството за оние кои ќе ги прекршат законите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.